Продолжуваме со серијата на емисии посветени на нашите кавадаречки, тиквешки пеачи, интерпретатори. Наш следен соговорник е Наташа Малинкова. Здраво, Наташа. Здраво, добар ден. Арна, одлично. Меѓу повеќе твои обврски успеавме 10 минути да ти украдеме и да ти имаме овде на нашата програма. Кажи ни што работиш во моментов. Во моментов приватно, ако ме прашувате, работам од се по нешто. На музички план спремам нов материјал, спремам нов албум. Еве деновиве го снимавме и најновото мое видео, најновиот спот за нов сингл, кој што ќе носи наслов Хеј мама. Таа е една биографска тема што колегата мој Столе Аврамов ја напиша за мене. Многу ми се допадна, баш е урбана, така онака култна тема, модерна тема која што верувам дека ќе ги пленеме овие посебно помладите генерации. Значи онака клубска тема. Тоа работиме на кавари во последно време, нешто импресионирани сме од новата музика која што се случува, зборам сега на светски рамки. Правиме нешто во тој стил, само на гитара, акустични верзии, преработки на тие теми. И за сега добро ни одеве, баш вечер одиме на монтажа на следното видео, на нашиот трет кавар. И се надевам дека ќе помине се окей. Знаеш дека мощно е убаво и перфектно ја отпеа песната на Јана? Ти благодарам многу, добив такви коментари од многу мои и колеги и пријатели, а и фанови и следачи на Facebook. Мислам дека завршивме добра работа. Се со цел да подобро ја промовираме и покажеме едно друго светло на таа тема, затоа што навистина носи многу добра емоција, има преубава мелодија и ете се случи така како што се случи. Take down my hair, wash off my makeup. It's gonna be a one-man show. I gotta feel good in saturation, and I'm the only one who knows. I will dance along, wherever I am, the rhythm follows. I will dance along, I'm lost in the sound, hold on to my world. I'll let it go, I'll let it go, I'll let it go, I'll let it go wild. I'll let the pavement be my catwalk. I'll bring the fire and feel the heat. And all I need to keep on moving is the sound of my heartbeat. I will dance along, whatever I am, the rhythm follows. I will dance along, I'm lost in the sound, hold on to my world. I'll let it go, I'll let it go wild. I'll let it go, I'll let it go. I will dance along, whatever I am, the rhythm follows. Take me to places that I've never been. Show me the faces that I've never seen. I will dance along, whatever I am, the rhythm follows. I will dance along, I'm lost in the sound, hold on to my world. I'll let it go, I'll let it go wild. I'll let it go,
wishing you could hold me close. Кавадарчани се гордеат со тебе затоа што убаво ни представуваш навсекаде и драго ни е после толку многу години ти имаш толку многу енергија во себе како сега да почнуваш да се занимаваш со музика. Тоа е мој впечат. Така, тоа е впечаток на многу луѓе, а и ја навистина така се чувствувам затоа што знаеме и јас лично, а и мојот колега знае дека и јас и тој поседуваме многу голем потенцијал, меѓутоа заради одредени X причини, споредни работи кои што не обкружуваат, не можеме да дојдеме до израз можеби. Меѓутоа ние сме упорни, веруваме во себе, работиме напорно во студио, навистина секој ден се работи, посебно тој е 24 часа во студиото, баш му е во домот и работи на многу ствари, на многу нови теми. Значи се носиме со новото време, сакаме да направиме нешто ново, да разбиеме некои стереотипи и можеби мислења кај другите дека као наводно на македонски јазик не може да се пее тоа, еве ќе докажеме навистина дека може, затоа што стварно имаме такви теми кои што имат многу модерен саунд, урбан саунд, а се пеат на македонски. Тоа ни е и целта и мислам дека ќе постигнеме тој ефект. Колку песни досега Наташа има испеано? Па имам едно 27-8 теми сигурно имам до сега. Последниот албум беше дело на Столе Аврамов, на мојот долгогодишен колега, и Зоран Алексич, ака Snoop MC, кои што работеа на претходниот албум и на сите тие и фестивалски теми и синглови кои што ги издадовме. Овој албум е повторно истиот тим на соработници, затоа што, како викаат, тимот кој победува не се менува. Тоа се мои блиски пријатели, другари и најдобро ме познаваат, најдобро знаат што можам најдобро да донесам, во кои интонации најдобро се движам и така натаму, и затоа дефинитивно останувам со нив. Не дека не сакаме да измешаме нешто, значи некоја нова идеја, некоја свежа идеја од некој друг автор, меѓутоа оставаме тоа да видиме со тек на време кој како ќе ни понуди. Претходно сум соработувала со многу автори, и со Весна Малинова, и со Марка Сотироска, и сме имале успешни проекти, меѓутоа сега за сега сме сконцентрирани на овој тим. Како се снаоѓаш? Еве рече се вечер ќе пеам некаде и така. Како се пласираш на публиката? На концерти послабо те гледаме, меѓутоа спотови снимаш и така натаму. Дали само на телевизиите или пак не наоѓаш некои други форми? Добро, начинот на нашето излагање пред публиката се и ноќните свирки. Значи ние сме многу ангажирани со таквите настапи, а тоа се и приватни забави се вклучуваат тука, и посебни некои евенти од приватен карактер, па и од отворени евенти како што се настапи на плоштади, некои градски, локални организации. Не, секогаш сме отворени за соработка и наоѓаме време и наоѓаме начин тоа како да го изведеме. Секогаш имаме некои нови идеи, сега баш планираме некој нов начин на изведба со придружба на уште 2-3 со нас на сцена, дали ќе биде бенд, дали ќе бидат професионални танчери од хип-хоп играчи кои што ќе ги донесеме од некој студио. Веќе имаме преговори, имаме и соработка веќе со некој од нив, така да точно знаат за што станува збор. Ние знаеме како тоа треба да го изведеме на сцена, меѓутоа се со време. Треба да се погоди правото место во право време за да знаеме точно што треба да изведеме. Али клубските настапи по кафичи, клубови, тие ни се редовни, секој викенд ги работиме, така да тоа е начинот на нашата презентација и реклама, маркетинг и она дружење со публиката, да видат што вистински ние работиме, како тоа изгледа во живо и така натаму. Essere o dover essere il dubbio mlatico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza demode, risposte facili, dilemmi inutili, cerca sì, storia del gran finale, spera sì, comunque vada pantarei, and singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è Buddha fil-indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali
nuda balla. Occidentalis karma. Cercasi umanità virtuale sex appeal. Comunque va la pantarei and singing in the rain. Lezioni di nirvana, c'è Buddha finl'indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentalis karma. Occidentalis karma. La scimmia nuda balla. Occidentalis karma. Quando la vita si distrae, cadono gli omili. Occidentalis karma. Occidentalis karma. La sumia si rialza. Namaste a lei. Lezioni di nirvana, c'è Buddha e finl'indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grido un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla. Occidentalis karma. Occidentalis karma. La scimmia nuda balla. Occidentalis karma. После многу години ти изгледаш добро, да ти кажам. Добро се држиш, имаш големи деца, меѓутоа ти како да си сега во најубавите години, како успеваш да ја одржиш таа добра кондиција со која се... Па прво и основно можеби затоа што сум таква темпераментна по природа, ете тоа е еден од условите, меѓутоа втора работа е тоа што навистина сакам да го работам ова и му приоѓам со таква голема почит и со таква страст и енергија и професионално пред се, да, и ете резултатите доаѓаат. Вие го гледате тоа како фидбек, меѓутоа на тоа сме работеле години и години наназад па да го постигнеме ова сега што го правиме. Мислам дека се движиме во добра насока и ние не се откажуваме. Дефинитивно ќе продолжиме да работиме и јас воопшто не се чувствувам како да имам години толку колку што имам сега. Така не е ни важно, меѓутоа навистина носиме еден млад дух со нас и сакаме и така да остане и мислам дека ќе работиме уште многу вака. Знаат ли овие млади денеска и твоите фанови да слушаат добра музика? Знаат. Дефинитивно фановите се тие кои што го диктираат можеби и тоа што е меинстрим и тоа што е актуелно и што се слуша без разлика на лични вкусови, значи ние не можеме значи да им на некој начин да им предаваме, да им одржуваме лекции, затоа што навистина тие се по поголем број, што сакаат да слушаат, имат право да слушаат, меѓутоа ние сме задолжени да им го пласираме тоа што ние најдобро знаеме да го правиме, дали ќе биде поп-рок, дали ќе биде рокс, дали ќе биде сосема некој друг стил. Јас ги почитувам сите стилови, ги почитувам сите колеги, меѓутоа оставаме публиката само да одлучи дали ќе не слуша или не и еве. Должно ти става. Те покануваме во друга емисија малку повеќе на нас. Ви благодарам многу, како и да е, одлично ми беше. Дали веруваш во тоа дека не можам да заборавам? Дали веруваш во тоа дека не сакам да бидам дел од тебе јас, но немам збор ова чувство да го пишам како невидлив број, мо мисли се појавуваш. Морам да признам, кога налетувам на тебе сум себична, со друга не сакам да бидеш ти вечерва. Сакам да си мој, само мој, само мој, мој. Само мој,
пати пробав искрено да верувам, пак да бидам јас од тебе. Не можам, немам збор, ова чувство да го пишам, како невидлив број во мисли се појавуваш. Морам да признам, кога налетувам на тебе сум себична, со друга не сакам да бидеш ти вечерва. Сакам да си мој, само мој, само мој, мој, само мој, мој. Длабоко во себе не верувам во чуда јас, но посилна од мене е тоа што го чувствувам. Панично те сакам, тогаш кога не си сам. Случајно сум тука, но